Учениците од трите основни училишта во општина Илинден и од основното училиште Кочарацин од Петровец денеска учествуваа на завршниот спортски настан фудбалскиот надпревар во рамки на зимските фудбалски радости, поддржан од Фудбалската федерација на Македонија. Како што истакна координаторот на проектот Фудбал во училиште Дејан Димитриевиќ, на дводневниот фудбалски надпревар имаат можност да играат најдобрите ученици и спортисти. Најдобро од секако што вели Димитриевиќ е тоа што иако дел од учениците на овие надпревари првпат професионално играат фудбал, тие остануваат во спортот и постигнуваат одлични резултати. Имаме најразлични игри и забави за учениците во кои што се дружат и ги стекнуваат фудбалските вештини. Исто така, ние сме дел од проектот кој што Фудбалската федерација и Федерација за студентски спорт го промовира изминативе година и пол фудбал во училишта. Во училиштата се играат надпревари оделенска настава, второ и трето оделение, денес овдеска се второ и трето оделение, исто така утре ќе имаме четврто и пето. И овие ученици се најдобрите кои што играа на надпреварите кои што се изиграни на ниво на училиште и се селектирани и денеска се почестени од Фудбалската федерација и Федерација на училишен спорт да учествуваат на едно вакво дружење масовно каде што ќе имаат скромни подароци, каде што ќе се запознаат со фудбалските вештини, ќе има дружење и рекреација. 50% од учениците кои што првпат се запознаа со фудбалската топка на овој проект од Фудбалската федерација и Федерација на училишен спорт веќе се активни фудбалери и учествуваат и се потенцијални репрезентативци во нивните категории и учествуваат на турнири кои што се организираат во странство. Да, тоа е за секоја пофалба и мислам дека во иднина треба да се продолжи со ваква соработка со овие институции за да можеме да создадеме спортисти, фудбалери, идни фудбалски звезди и фудбалери кои што ќе ги бранат боите на фудбалската репрезентација. Бојан Марковски од Фудбалската федерација на Македонија вели дека станува збор за исклучително значаен проект во кој се вклучени 2800 деца од 80 училишта во 21 град во Македонија. Ова е проект кој првпат се случува со поддршка на УЕФА. Наша цел, наша желба, наша интенција е да продолжи секако и во наредните години, инаку е продолжение на нешто што веќе го работиме, тоа е проектот Фудбал во училишта, во кој се опфатени, како што кажав, 21 град и 80 основни училишта. А ова денеска ги имаме најдобрите екипи од секој училиште кое што учествува. Ова е распространет во уште 6 други скопски општини, а исто така и во 14 други низ републикава, што значи во 21 општина, се вкупно во периодов кој следи заклучно до средината на месец февруари, ќе имаме 42 настани, на кои ќе бидат опфатени дечиња од 7 до 10 години, ученици во 80 основни училишта кои што учествуваат во проектот Фудбал во училиште. Значи на некој начин ова е надградба на истиот и се опфатени 21 град. Проектот Фудбал во училиште се одржува во рамки на зимските фудбалски радости.